Ново издание на нашата напладне. Добар ден и добре ни дојдовте. Денеска повторно имаме нова тема. Ке разговараме за сиромаштијата во нашето општество, во нашиот регион. Претходната недела беше недела на солидарноста. Ке разговараме и за тоа колку како граѓани, како општество сме солидарни со граѓаните кои што живеат на раб на екзистенција. Сведоци сме дека инфлацијата е се поголема и дека цените во маркетите од ден во ден или од недела во недела се повисоки. Како живеат нашите сограѓани? Секако, како што реков, за сето она што се случува во нашиот регион поврзано со оваа тема, но и со останатите активности на Општинската организација на Црвениот крст, бидејќи оваа служба е на прва линија за помош на граѓаните кои што се од социјално ранлива категорија. Наш денешен гостин е Сашо Точков, председател на Општинската организација на Црвениот крст од Охрид. Саша, добар ден и добре ни дојдовте. Добар ден, благодарам на поканата. Ќе започнеме со неделата на солидарноста. Претходната недела беше. Што се случуваше тогаш? Дали нашите сограѓани се солидарни? Дали помагаат на оние на кои што им е потребна помош периодов? Да. Значи, традиционално во месец април, оваа година од 13 до 19 април, беше неделата на солидарност, која што ја одбележува Црвениот крст на територијата на цела држава и Црвен крст Охрид овде на територијата на општините Охрид и Дебарца. Како и секоја солидарност или апел за солидарност кој што го упаќаме кон граѓаните, има одзив на граѓаните, на хумани луѓе, на наши сограѓани кои што навистина сакат да бидат општествено одговорни и да помогнат. Покрај поединци имаме фирми, компании и благодарни сме на тоа. Целата помош која што ја собравме се подготвува во вид на хуманитарни пакети кои што содржат прехранбени производи, основни прехранбени производи и средства за хигиена, за да може едно четворочлено семејство да опстане во текот на еден месец. Тоа се основни производи: масло, шеќер, брашно, ориз и така натака. И тие ги донираме онамо каде што е најпотребно. Имаме доста голема база на податоци, преку 600 семејства ги обслужуваме во текот на целата година од овие две општини кои што ги покриваме. Има доста и сиромашни луѓе кои што не се пријавиле, но нашите тимови се постојано активни. Преку нашата мрежа на волонтери ние стапуваме во контакт со нашите волонтери за да истражат теренот околу нив, соседството, пријатели, дали знаат луѓе кои што на некој начин се страмат да дојдат или не можат да дојдат во Црвениот крст да се евидентираат или да побараат помош. Тука доаѓаат во предвид, односно во акција нашите тимови кои што ги лоцираат таквите семејства, таквите луѓе, таквите поединци и гледаме да излеземе во пресред. Доста проблематична тема е ова, посебно во, како што најавивте, во ова невреме, каде што навистина економската ситуација е се потешка, се посложена не само во Македонија и во обкружувањето и насекаде во светот, и навистина е голем предизвик да се биде во организација која што гледа да им помага. Не го решаваме ние проблемот, но гледаме да помогнеме. Имаме и решенија најразлични кои што ги нудиме на оние семејства кои што имаат проблем да се прехранат, но имаат и работоспособни луѓе во семејството кои што можат да работат. Па им нудиме најразлични видови на ангажмани каде што ќе можат да заработат. Имаме одзив, не колку што очекуваме, но има одзив на дел од нив. Сакаме да ги направиме поактивни и повредни, за да можат да бидат корисни сами за себе, а не само да чекаат. Затоа што социјалата е работа која што е многу сензитивна и не секому можете да му пристапите на начин да не го увредите, да не го понижите. Сите имаме достоинство некое и навистина треба многу внимателно да се работи во оваа сфера. Растат ли бројките на социјално ранливи категории на граѓани? Ова бројка горе-долу е наназад 4-5 години, 600-650 семејства. Идат различни луѓе, имаме нови луѓе. Загрижувачка бројка и да имате и еден социјален случај кој што навистина има проблем и се дрзнал да дојде да побара помош за да се прехрани.
навистина е проблематично и државата, институциите треба да водат поголема сметка за ваквите луѓе, за социјалната помош. Има многу рестрикции при добивање на социјална помош, при ангажманот на социјалните случаи на луѓето кои што живеат во социјален ризик. Треба да се изнајде добра политика и секако дека колку што е државата богата, толку ќе може да ги обслужи социјалните категории на луѓе. Ние не спагаме во богата држава сигурно и затоа имаме најразлични категории. Не велам дека нема излоупотреби на социјални категории на луѓе кои што примаат одредена помош, но сигурен сум дека се сведува и се прават напори да тоа се сведе на најмална бројка. Да, од што има најголема потреба периодов? Беше и празникот Великден измина, дали тоа беше потреба од храна, облека, можеби сметките за струја, пошто и струјата е доста покачена? Значи, константно имаме потреба од парични средства за најразлични лекови, кои што се прилично скапи, не можат да ги обезбедат, оние на кои што им е потребна се во социјален ризик. Станува збор исто за најразличен вид на прегледи кои што треба да се обават па негде и во приватни клиники заради тоа што државните не го прават нештото, интервенцијата медицинска. Има потреба од билети за автобус до Скопје да одат социјални случаи, а секако дека најголема е бројката на оние кои што бараат храна, прехранбени производи, средства за хигиена. Имаме луѓе кои што доаѓаат често и за потреби да задоволат од текстил, од облека, обувки. Ние сме за тоа отворени постојано и нудиме она што имаме, што нашите хумани сограѓани го понудиле, ние го нудиме на оние кои што имаат потреба од тоа. Успевате да ги обслужите сите тие 600, се трудите? Се обидуваме, навистина се обидуваме, мако трпно работи и стручната служба, и волонтерите, и кажавте и на почетокот и сега ќе назначам дека Охриѓани се хумани, гледаат да излезат во пресред на одредени апели, но секогаш може и подобро и повеќе. Имавме најразлични собирни акции кои што поминаа многу добро, се собраа потребни средства за одредени интервенции медицински на наши сограѓани, но секогаш може и подобро. Не е само една акција, ние се соочуваме секојдневно со потреби, континуиран е проблемот. Луѓето ќе видат на Facebook некој апел за донација и тоа ќе го видат сега, па после еден месец можда. Ние секојдневно имаме контакт со овакви луѓе и затоа и апелирам и повикувам сите оние кои што можат да донираат, тука сме во Црвениот крст, и да донесат производи, и да уплатат на сметката финансиски средства, и дури да се вклучат волонтерски, да посветат дел од своето време како волонтери да излезат во пресред на таа категорија на луѓе. Да, спомнавте дека бројката е таа на регистрирани, но дека има и многу кои што не се охрабруваат да пријават, да живеат на работ на екзистенцијата. Како нив да ги охрабриме? Значи, со апелите кои што ние ги упатуваме преку социјалните мрежи, тоа е еден начин. Друг начин е она што го спомнав, дека нашата мрежа на волонтери кои што има пример, имаме волонтери од Мешеиште, имаме волонтери од различни населби во Охрид, Лескајца, Бејбунар. Значи, сите тие волонтери се веќе обучени да пријават доколку видат дека некој се соочува со здравствен проблем, некој спие на улица, значи има финансиски проблем и така натака. Значи, тие волонтери пријавуваат кај нас, нашите тимови на психолог, социјален работник одат на лице место, зборуваат, нормално сензитивно се пристапува до тие луѓе, зборуваат, ги детектираат нивните потреби кои што се и понатака правиме досие за тоа лице, обезбедуваме одредена помош и ја доставуваме. Да, има ли одредена возрастна граница кај регистрираните семејства? Или не постои возраст? Не постои возраст, нормално децата сами не доаѓаат да барат помош, но нивните родители за нив. Ние гледаме посебно на ние самохрани родители кои што имаат и
повеќе детни семејства да помогнеме, да излеземе во пресред. Имаме група во Црвениот крст на возрастни луѓе, група Најди време, програма Најди време, која што комуницира и ги знае корисници кои што се сами, кои што се социјални случаи, возрастни луѓе преку 60-65 години, и преку тие наши волонтери стапуваме во контакт, и самите тие волонтери одат на лице место и помагаат на тие возрастни категории на луѓе, затоа што ги има и такви. Голем број семејства имаат баба, дедо, младите не се тука, па имаат проблем и со друштво, со да им купи некој, да им пазари, и тоа исто го правиме, така да имаме голем диапазон на активности кои што се врзани со социјалната категорија на сограѓани. Ги спомнавте волонтерите, колку волонтери имате и каков е интересот кај младите да се занимаваат со оваа општествена работа? Да. Бројот на волонтери е категорија која што е менлива. Кај нас во текот на годината преку 1000 волонтери поминуваат, млади, возрастни, има константен број на негде околу 300-400 волонтери кои што се постојано тука и кои што работат на одредена проблематика, почнувајќи од спасители на вода, спасители на планина, до оваа група на возрастни волонтери Најди време, прва помош, тимови, клубот на млади, значи една бројка која што навистина е на некој начин во овој момент и на овој начин доволна да излезе во пресвет, да стигне секаде каде што е најпотребно, и горди сме на тоа. Како ги привлекуваме волонтерите е можда прашање кое што ни го поставуваат и нашите колеги од другите организации. Нашето мото и нашата визија на Црвен крст Охрид е да има што поразноврсни активности, што поголем број на различни активности за секој во нашиот град да може да се пронајде. Така започнуваме со полетарче од 3 години, програма за деца од 3 до 6 години. Продолжуваме со Brain on Brain од 6 до 14 години. Клубот на млади од 14 години до 28 години. Продолжуваме со оние кои што се во тимовите за спасување на вода, во интервентните тимови за действување при катастрофи, во тимовите на планинската служба, и секако продолжуваме со сите оние кои што се во клубот за стари лица, односно програмата Најди време. Значи, за сите возрасти, за сите генерации можеме да понудиме што можат да бидат, како можат да бидат корисни и како можат своето време корисно да го, да не кажам во наводници, потрошат во Црвениот крст. Така е. Еве сега ќе продолжиме токму со тие активности. Што се случуваше, што се случува периодот, да најавиме што ќе се случува од тие активности кои што ги имате заедно со волонтерите? Зад нас е еден бурен викенд кој што започна со општинскиот надпревар 52-иот поред, општински надпревар по прва помош, на кој што учествува преку 200 волонтери, млади ученици од основните и средните училишта, кој што навистина е предизвик за нас секој надпревар, затоа што вклучува голем број на луѓе кои што се надпреваруваат, на млади луѓе, голем број на судии, преку 20 судии, лекари, медицински работници кои што се грижат за регуларноста, тим на шминкери кои што ги прави повредите реални, и тим на актери кои што исто симулира одредени повреди на одредени пунктови. Целта не ни е да се фокусираме само на надпреварот како надпревар, туку на што поголем број млади луѓе, но и сите возрасти на луѓе научат да укажуваат правилно прва помош, затоа што правилно укажување прва помош значи спасување на човечки животи. И тоа гледаме да го подигнеме на највисоко ниво, да влеземе во секоја организација, во секоја пора од општеството и да можеме да ги понудиме оние вештини, знаења од нашите тимови, инструктори, оние луѓе кои што знаат да укажуваат прва помош, да ги пренесат знаењето на своите
сограѓани. Многу вложуваме во првата помош, најповеќе преку едукација, и она што ево сега сакам да го најавам за прв пат, тоа е од 15 до 31 мај ќе ни бидат гости 15 инструктори за прва помош, за противпожарна заштита, за спасување на вода и спасување на планина од Флориан, операција Флориан од Манчестер, од Англија. Тие ќе бидат наши гости овде и во текот на овие 2 недели ќе направиме голем број на обуки со најразлични категории, од планинската служба, спасителите на вода, тимовите за прва помош на Црвен крст, противпожарните друштва што ги имаме овде. Значи, навистина ќе се вложиме овие 15 дена да имаме плодна обука и да што повеќе сознанија, искуства размениме со нашите пријатели од Манчестер. Ке може ли да учествуваат граѓаните? Кој се може да учествува и како да се пријави? Секако. Значи, секој онај, и без оглед на овие обуки, секој онај кој што има желба да научи прва помош, прво тоа го прават возачите, оние кандидати за возачи кои што полагаат возачки испит, мора да поминат обуката по прва помош, која што кај нас е на многу високо ниво, по сите стандарди, со користење на сета она опрема што е потребна за да секој знае да користи дефибрилатор, да даде вештачко дишење, односно CPR на фантом кукли, кои што се посебни, специјални. Сето тоа го практикуваме исто и во организациите, во работните организации за нивните вработени и секако во обуките за кандидатите за полагање за пловни објекти. Тоа ни е многу битен сегмент каде што дополнуваме и со техники за излекување на давеници, за помош на лице кое што се дави, за сите оние кои што имаат глисери, кои што имаат чамци, за да знаат како да интервенират во случај на прва помош. Значи, сите оние кои што имаат желба и сакат да бидат дел од Црвениот крст, од дел од првата помош, може да дојдат и да изразат интерес во Црвениот крст, може да учествуваат и на овие обуки, но и на основните обуки, доколку прв пат се среќаваат со првата помош, основните обуки кои што ќе ги организираме и ги организираме постојано во Црвениот крст. Повторувам дека знаењето прва помош е многу битно. Несреќите... Да, видовме и во трагедиите кои што не знајда. Токму така. Несреќите не можеме да ги предвидиме. Така се случуваат насекаде, во домот, на училиште, во природа, значи на работно место, насекаде. Битно е оние што ќе се најдат тука да знаат правилно да укажат прва помош. Така се справат. Така е, точно. И ние стоиме на располагање како една организација која што е членка на ЕФАК, на меѓународната организација за прва помош и која што ги следи сите новини, вештини, техники кои што излекуваат, и тоа се менува постојано, и кои што ги применуваат за едукација на нашите клиенти кои што доаѓаат. Сега ни се наближува и летната сезона, кога е многу важна помошта на плажите, односно спасителите се многу важен сегмент од таа туристичка сезона. Како ќе биде оваа година? Ќе имаме ли доволно спасители? Ќе се запазат ли критериумите сите плажи да имаат спасители? И потоа ќе се надоврземе и на новитетот дека ни се враќа бродот амбуланта. Така е. Значи, што се однесува до спасувањето на вода, секоја година вложуваме максимални напори за младите кои што нормално живеат во некој подруг виртуелен свет со социјалните мрежи, со телефоните, со компјутерите, да ги мотивираме да ја работат и оваа хумана професија, спасување на човечки животи, да се обучат по стандардите на ИЛС, по меѓународните стандарди и стекнат звање спасител на вода, кое што е признаено насекаде во светот и со кое што ќе можат овде во текот на летната сезона да се вработат и да бидат платени многу солидно, значи со надоместок кој што не е за подценување. Бројката последниве години се наголемува, меѓутоа не онака како што очекуваме. Ние започнавме во 2005 година со спасување на вода, радикално се зголемуваше бројката на кандидати за спасители и на спасители завршени. Преку
600 спасители ние сме поминале во Црвен крст Охрид, од обучени до ангажирани. Денеска имаме двоцифрена бројка на спасители, за жал, која што е на располагање, на вистина макотрпни сили вложуваме за да ги анимираме младите и ево на овој начин да ги повикам да бидат дел од Центарот за безбедност на вода на Црвен крст, кој има прекрасни луѓе, спасители кои што се многу амбициозни и во кои што навистина можат да се чувствуваат гордо и хумано и да бидат дел од тимот на Црвениот крст, односно од тимот на спасителите на вода. Ние се надевам дека оваа година, минатата година и предминатата година, според она што беше побарано од нас од страна на концесионерите и на оние што стопанисуваат со капалиштата, ние излеговме во пресред на сите капалишта, имавме спасители доволен број и дури сите оние настани што беа поврзани со Охридското езеро, најразлични спортски настани, маратони, регати, Охрид Water Festival, на сето тоа успеавме да обезбедиме тимови и да се грижат за безбедноста и поминавме на вистина без никаков посериозен инцидент. И оваа година се надевам, јас не знам како ќе стопанисува и кои со капалиштата. Да имаат сите, тоа е задолжително. Тоа е задолжително во законот. Законот трпи уште можност за промени, за дефинирање некои ситуации, но дефинирано е дека секој кој што стопанисува со одредено капалиште мора да има соодветен број на спасители на вода. Тука сме, излегуваме во пресред, онамо каде што е потребно и она колку што можеме. Најавивте за бродот амбуланта. Фала Богу, не ни се враќа старата амбуланта, него Црвен крст е во постапка за набавка на нов брод амбуланта, кој што со новиот ИПА-3 ЕУ проект, кој што го спроведуваме сега, веќе е дефинирано дека Црвен крст ќе има брод амбуланта кој што ќе се грижи преку целата година, тоа ни е интенцијата, преку целата година. Пловни објекти имаме постојано, бродови, туристи. Така и се зголемуваат. И се зголемуваат. Мора да се има начин како брзо од тие места да се транспортира соодветно, правилно, да се транспортира евентуален пациент. Исто така, наша идеја и во иднина ќе биде и е да сите оние транспорти кои што би требало и да се прават на пациент со доживеан инфаркт во струга, треба да стигне во кардиолошкиот завод, наместо да оди 30 км, 20 км по копнен пат со гужви, ќе оди по воден. Ќе стигне многу побрзо. Или сообраќајна незгода случена во Пештани, треба да стигне во Костозглобна болницата Свети Еразмо, многу е полесно да се оди. Значи, тоа е нашата визија и ќе имаме навистина современ, така е во спецификацијата, она што бараме и што го специфицираме, ќе имаме современ брод амбуланта кој што ќе може да одговори на предизвиците што ги има ваквото Охридско езеро колкаво што е и со овај сообраќај колку што го има. Благодарност изразуваме до Европската унија, до Министерството во Министерството, владата кој што се грижи за спроведување на европските проекти, значи сето тоа ќе придонесе охриѓани и во овај дел да бидат на овој начин безбедни. Во која фаза е набавката и кога треба да го очекуваме да пристигне? Да, сега е почеток на прибирање на понуди, специфицирање на бродот, па прибирање на соодветни понуди. Постапката е според соодветна законска регулатива. Очекувам дека до крајот на годината би требало бродот амбуланта да пристигне овде. Сакам само да додадам, пошто најавив дека изминатиот викенд беше доста оптеретен, со доста активности, а не спомнав за еден настан што се случи викендот од 17 до 19, каде што Црвен крст Охрид, како планинската служба што е дел од Црвениот крст Охрид и дел од Националниот сојуз за планинско спасување беа домакини на службите за спасување на планина од целиот регион. Многу високо етаблирани служби, професионални, од Словенија, од Хрватска, од Црнагора, од Косово, од Албанија и од Босна, две служби од Федерацијата и од
Босна и Херцеговина. Значи, прекрасен настан што придонесе да се зајакне и комуникацијата и соработката на овие служби, а секако имавме можност ние од Црвен крст Охрид да ги прикажеме, нашата планинска служба да ги прикаже сите оние потенцијали, а секако и она што не обкружува планините и каде се најчестите наши интервенции. Да, значи да сумираме, се работи на овозможување врвна безбедност на секоја поле во нашиот град, тоест во нашиот регион, и на вода, и на копно, и на планина. Така, тоа е интенцијата на Супер. Црвениот крст од 2005 година, морам да кажам, и Црвениот крст и во својот закон има две одредби кои што говорат дека Црвениот крст се грижи за обука на спасители на вода и грижа за безбедност на во туристичките региони, на капалиштата, и Црвен крст се грижи за безбедност на планина и обука на спасители на планина во туристичките региони. Ние сме туристички регион, не смееме тоа да го заборавиме и мораме да бидеме на високо ниво на задача. Да, затоа што имаме гости од цел свет. Апсолутно. Да, сведоци сме ние на вашата успешна работа и на бројните успеси кои што ги има Црвениот крст со вас на чела. Претпоставам дека во иднина останувате и дека повторно приоритетите се тие. Успешноста... Не е битно личноста, битно е приоритетите да останат тие што се многу се важни. Можда не мора нови работи да се додаваат, ама се она што е постигнато, многу е битно да остане, да се негува, да се развива, затоа што е тоа во интерес на заедницата. Не само вие што го кажавте, ние имаме признанија не само од заедницата овде, од многу странски организации. Самото признание на Европската Унија, 3 проекти додели на Црвениот крст на назад 6 години, кои што представуваат прво за нас голем предизвик и одговорност, но и големо признание од страна на Европската Унија за она што ние го работиме. Така, и најголем доказ ви е и благодарноста од граѓаните на кои што им помагате. Абсолютно. И тоа се гледа, сите сме сведоци на тоа. За нас голем мотив, голем предизвик и благодарност секако. Да, и за крај само сакам да ве прашам како е чувството да се работи оваа хумана мисија? Значи, хуманата мисија во Црвениот крст е посебно чувство, не може секој да ја работи, јас зборувам за себе, јас сум максимално внесен. Интерес ми е само исполнетоста кога работам некоја корисна работа за некој друг, кога ќе видам насмевка, кога ќе видам задоволство, кога ќе видам волонтери кои што навистина со љубов и грижа пристапуваат кон одредена задача. И тоа ме исполнува и тоа е мојот најголем мотив. Сакам да сум заразен, да го пренесам ова и на другите, негде успевам, да се шири хуманата мисија и да се шири онај ангажман без очекување некој надомест или некој корист, освен оваа корист. Хуманост, дека вие сте исполнети со чувството дека некому помагате. Така, многу убаво кажано, многу ви благодарам на сите овие информации, ви посакувам многу успехи понатаму, честитки за досегашната работа и секако ќе се видиме повторно пред нашите гледачи да презентираме се што имаме. Благодарам и вам, посебно на Охрид Ньюз за транспарентноста и за линкот кој што го давате и покривате целата јавност, посебно овде во Охрид и во Дебарца. Многу ни значи то, без вас навистина не ќе можеме да бидеме достапни и да стигнеме до оние на кои што помош им е најпотребно. Да. Благодарам многу, така и ќе продолжиме и во иднина. Ви благодарам и вам, драги гледачи, што и денеска бевте со нашата наплана. Повторно се дружиме со нова тема следната среда. Довидување.